На бродовите што превезуваат украинско жито во земјите кои имаат недостиг на храна, повеќе нема да им се гарантира безбеден премин во Црното море. Русија ја прекина така наречената црноморска иницијатива за жито откако се пожали на ефектите од западните ограничувања врз руската храна и производи од ѓубрива. Штом ќе се исполни предвидениот дел од црноморските договори поврзани со Русија, Русија веднаш ќе се врати на спроведувањето на договорот. Турција и Обединетите нации посредуваа во договорот минатото лето за да ги ублажат последиците од руската војна против Украина. Оваа иницијатива обезбеди безбеден премин на над 32 милиони метрички тони прехрамбени производи од украинските пристаништа. Стотици милиони луѓе се соочуваат со глад, а потрошувачите се соочуваат со глобална криза на трошоците за живот. Тие ќе ја платат цената. И американскиот државен секретар Ентони Блинкен ја осуди одлуката на Русија. Тој забележа дека цените на прехрамбените производи веќе се поскапи. Ќе бараме да видиме што друго може да се направи за да се најдат други начини за добивање на украински прехрамбени производи на светскиот пазар, вклучително повторно движење, како што веќе правеше Украина, пренесување на работите преку железница и по пат, но во однос на потребните количини, навистина е тешко да се замени она што сега се губи како резултат на вооружувањето на храната од Русија. Африканските земји кои веќе се борат со ефектите од климатските промени ќе бидат особено повредени од одлуката на Русија, рече Кейт Филипс Брасо од хуманитарната организација Мирси Корпус. Не само житото што не излегува од Украина, туку и ѓубривата, кои се навистина неопходни и потребни за производство на храна на масивно ниво. Како што се зголемува заканата од глад, друга група ги повикува Соединетите Американски држави да ја зголемат својата поддршка за тековните хуманитарни напори. САД треба да ја извадат чековната книшка и да се уверат дека спасуваат животи преку донирање средства на оние земји на кои им е најпотребно. Украинските власти за гласот на Америка изјавија дека нивниот извоз ќе биде лошо погоден од одлуката на Кремљ, но дека ќе се обидат да најдат други методи за дистрибуција на нивните производи.